Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата ТВ Ординација. Ова издание на емисијата го започуваме со последната информација која што го одбележа и денешниот ден. Министерот за здравство Венко Филипче заедно со премиерот Зоран Заев најавуваат дека во земјава до крајот на февруари ќе пристигнат нови вакцини. Не онаа на Pfizer, а вакцина која што треба да пристигне од Кина. Ниту министерот за здравство Филипче, ниту пак премиерот не сакаат да зборуваат за датуми, кога конечно ќе пристигне било каква вакцина во земјава. Во продолжение и прилогот. Министерот за здравство Венко Филипче денес изјавува дека кинески вакцини ќе бидат први кои ќе пристигнат во земјава, истакнувајќи дека најверојатно ќе се случи до крајот на овој месец. Ние сме во завршна фаза од преговорите и практично во месец февруари првата количина на вакцини која ќе пристигне во нашата земја ќе биде кинеската вакцина. Не би шпекулирал со точниот датум, меѓутоа за кратко време ќе го знаеме и тоа кога ќе го објавиме, изјави Филипче. Првиот човек на македонското здравство порача дека станува збор за 200.000 вакцини кои треба во земјава да пристигнат до крајот на месецов. Филипче исто така додава дека продолжуваат и контактираат со Pfizer, со представништвото во Србија и Романија, каде се чекаат документите за да се обезбеди на србите да ги извезат вакцините во Македонија. Премиерот Зоран Заев пак рече дека земјава разговарала со НАТО и со Вашингтон и заедно утврдиле дека набавката на вакцините од Кина не е геополитичко прашање, туку суверено право на секоја држава. Правиме обиди да набавиме вакцини од секаде каде што ни се достапни. Оваа недела ќе се заокружи постапката за некаде од 10 до 15 февруари да добиеме и кинеска вакцина. Во самата постапка ќе следиме комплетивноста за да добиеме по поволни услови, а обезбедивме и домашен партнер за спроведување на постапката. Тоа е компанијата Алкалоид. Дециден Заев, одговарајќи на новинарски прашања. На 27, односно пред неколку дена, се зборуваше во јавноста дека земјава веќе е подготвена да ги прими и првите вакцини кои што ќе пристигнат во земјава по системот на Pfizer. Како и на кој начин ќе се транспортираат, колку луѓе ќе бидат опфатени, кои ќе имаат приоритет да се вакцинираат, од следниот прилог. Здравствените власти во земјава сериозно разгледуваат можноста за набавка на вакцини против COVID-19 на кинеските производители Sinovac и Sinopharm, потврди министерот за здравство Венко Филипче. Со помош на кинеската амбасада во земјава веќе се остварени контакти со тамошните производители на вакцини. Чекаме детали во однос на договорот, цената и испораката и верувам дека до крајот на оваа недела сите овие детали ќе ги имаме. Сега не би сакал да зборувам за рокови, меѓутоа суштината е во тоа што очигледно е дека производителите кои први успеаат да излезат на пазарот, а тоа е Pfizer на пример, имаат проблем со капацитетот. Повеќе европски земји најавуваат и тужби поради неисполнување на договорите. Хрватска го прекина процесот на имунизација и тоа е нешто што не тера да работиме буквално на сите полиња, за да обезбедиме интегриран процес без пауза од моментот кога ќе почне имунизацијата, секако со сите овие безбедносни вакцини. Дециден Филипче, според него проблемот не би требало да представува тоа што кинеските вакцини не се одобрени од Европската агенција за лекови. Сосема соодветни се документите, сертификатите што сите производители на вакцини ги имаат од своите матични земји. Во таа смисла, начинот на кој се евалуираат резултатите од клиничките студии, процесот на изработка на вакцините, конкретно овие за кои зборуваме, е одлично познат на нашите експерти. Токму тоа го анализира буквално за сите вакцини кои се сега на пазарот, како што нема никаква административна пречка и секако дека нема да има сомнеж во нивниот квалитет. Сепак Филипче смета дека земјава не треба да се откажува од планираните дози преку COVAX системот, зашто е најавен состанок в петок на кој треба да се прецизира кога и колкава количина вакцини ќе дојдат во земјите кои аплицираат преку овој механизам. Се чека и одговор на Pfizer во делот на деталите од договорот и дозвола за количините кои треба да стигнат од Србија. Најава за можно набавување на вакцините од Кина доаѓа во услови на доцење на испораката на вакцините на Pfizer и на другите западни производители, зашто некои држави членки на Европската унија најавија и судски спорови. Филипче смета дека се обидуваат да обезбедат количини од сите производители за кои ќе почне процесот на имунизација, а секако и да нема пауза.
После овие два прилози, останува да видиме, односно јавноста да ги чека резултатите. Кога всушност во земјава ќе пристигнат вакцини и какви вакцини ќе бидат пристигнати во земјава, кои ќе имаат право да се вакцинираат и колку дози всушност ќе пристигнат. И додека зборуваме за вакцините, во исто време во Струмица, но и во југоисточниот регион, бројот на новопозитивни се намалува. Во Струмица намалена е бројката како на позитивни, така и на пациенти кои што се од Гевгелија, Радовиш, Бирово, Валандово, кои што гравитираат и бараат лекарска помош и поддршка во Струмичката болница. Струмичани ги почитуваат мерките за заштита од коронавирусот. Тоа го покажуваат и податоците на бројот на заболени во Струмица последните неколку недели, каде навистина се забележува намалување на бројките. Вчера немаше забележено ниту еден позитивен случај, а поголем е бројот на оздравени лица. А мислите ли дека бројот во Струмица на заразени е намален поради тоа што ги почитуваат мерките? Не знам тоа за медицински центар. Зависи колку тестове се прават. Секако. Па, можем да кажем дека ги почитуваат мерките. Ама, тоа е. Моментално бројот на активни случаи во Струмица изнесува 249. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје, во периодот од 25 до 31 јануари 2021 година, тестирани се вкупно 13.742 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 24,5% во однос на минатата недела. Регистрирани се 2036 нови позитивни случаи од 33 градови во државата, со зголемување од 17,9% во однос на минатата недела. И додека се намалуваат бројот на новопозитивни на COVID-19 во Гевгелија, е речиси готова COVID болницата, која што веќе треба да биде ставена во функција на пациентите од Гевгелија и микрорегионот. Докаде е состојбата од прилогот на колешката Сузана Мицева. Од понеделник 1 февруари ќе биде ставена во употреба новата COVID модуларна болница во Гевгелија. Со ова сите активности во врска со COVID пандемијата, од прием на пациенти позитивни и суспектни на COVID тестирање со брзи PCR тестови, преглед и триажа на пациенти, третман во дневна болница и стационар, ќе се реализираат во просториите на оваа болница. Како што информираше директорот на општата болница со проширена дејност, доктор Митко Крџев, со ова постојните пунктови за земање бриз, дневната болница за непотврдени и COVID пациенти се затвораат и се пренаменуваат. Одделот за интерни болести, кој досега беше пренаменет за болнички третман на COVID пациентите, од 1 февруари продолжува со нормална работа, односно да згрижува пациенти со интернистичка патологија. Инаку, овој COVID центар е со површина од 400 квадратни метри со посебен влез за здравствените работници. Посебен влез има и за прием евиденција, преглед, тестирање на пациенти и одредување на терапија. Во последниот сегмент има соба за изолација и стационар за хоспитален третман најмногу до 15 пациенти. Комплетната градба и опремување на COVID центарот финансиски се обезбедени од Министерството за здравство. Општина Гевгелија ги изврши подготвителните работи за поставување на модуларните контејнери. Јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец од Гевгелија изврши поврзување на водоводната и канализациона мрежа, а ева на Гевгелија приклучување на електричниот трансформатор. По пандемијата со COVID-19, Гевгелискиот COVID центар, каде што од понеделник ќе обезбедува здравствена грижа на COVID пациентите од Гевгелија, Богданце и Дојран, ќе биде пренаменет за инфективно оделение, бидејќи општата болница во Гевгелија сега не располага со вакво оделение. А покрај COVID-19 во светски рамки се зборува и за новиот британски вирус, кој што е мутација на COVID-19, кој што беше регистриран и во земјава, ја зеде и првата жртва. За каква мутација станува збор од следниот прилог?
Заменик министерот за здравство Хасани денеска за албанска телевизија открива дека мутираниот вирус од британскиот сој во Македонија засега не влијае на забрзаниот раст на бројот на позитивни случаи од COVID-19. По откривањето на случај на британската мутација на COVID-19 кој сега официјално го има во Македонија, Хасани вели дека властите се загрижувачки и во овој момент досега нема промена на кривата на инфекцијата. Многу вознемирувачки момент како и кај другите земји. Ние го идентификувавме во лабораторија, а во моментов не видовме никаква промена во бројот на случаи, но со оглед на тоа дека е попренослива, треба да бидеме подготвени за зголемување на кривата. Дециден е заменик министерот за здравство. Додава дека епидемиолошката состојба во Македонија во моментов е стабилна. Се надеваат дека и ќе остане така. Одлуките за ограничувањата се донесени врз основа на епидемиолошката состојба, односно не само поради извештаите на новата мутација на COVID-19. Британската верзија на COVID-19 се прошири во повеќе од 70 земји во светот. И според научниците таа побрзо е пренослива од класичната варијанта на COVID-19. Доколку ескалира ситуацијата, потенцира заменик министерот, здравствениот систем е веќе подготвен и поставен, а во било кој момент испразнетите оделенија може повторно да станат ковид центри. Нагласува и дека штом е детектирана на едно место, мутацијата најверојатно ќе има и на други места. Доктор Горан Кунгуловски информира дека во клиниката Жан Митрев е практично пронајден и новиот мутиран вирус на COVID-19, односно британскиот сој. Што вели доктор Горан и како и на кој начин ги направиле анализите за да дојдат до заклучоци и решенија дека всушност станува збор за мутираниот вирус од изјавата? Така, мислам, откривме во сите медиуми на претходните пресови дека и во Македонија е откриен британскиот сој на коронавирусот, секвенциониран во лабораторијата за генетика и персонализирана медицина. Се работи за изолат од еден пациент. Ние имавме селектирано повеќе изолати, бидејќи имавме поцелен, потаргетиран пристап. Не идевме на рандомизирано секвенционирање и ги откривме мутациите кај тој изолат кои се конзистентни со новиот британски сој на коронавирусот, односно ги детектиравме сите 23 мутации кои се објавени за прв пат во Велика Британија. Доктор Кунгуловски, што ве натера да се посомневате за да испитате конкретно кој ови пациент овој нов сој? Па бидејќи знаеме дека во самиот вирус се акумулирани одредени мутации, например во спајк генот, и сега при самата PCR метода за секој позитивен пациент се детектираат генерално 3 делови од коронавирусот, меѓу кои во тестот кој ние го користиме, мислам дека сме единствени во Македонија, се детектира и спајк протеинот. И ние откривме некои недоследности кај некои пациенти, односно 2 од тие гени се ги детектиравме во самата PCR реакција, а кај еден од нив, кај спајк протеинот, утврдивме дека нема никаков сигнал, иако пациентите беа позитивни. И тоа не наведе дека најверојатно има некаква мутација во спајк протеинот. И со тоа ние направивме на селектирана субгрупа на пациенти, ги секвенциониравме и кај еден од нив утврдивме дека сите тие мутации се конзистентни, односно го дефинираат, ги најдовме сите мутации кои го дефинираат британскиот сој. Вие имате таква метода во која што рековте дека нели сте единствени PCR метода што ја користите, тоа значи дека во другите лаборатории не може вака да се утврди некакво сомневање дека има можеби од овој новиот сој? Па сега, откако ги имаме овие сознанија дека и британскиот сој циркулира во Македонија, се надевам дека многу лесно ќе биде да се имплементираат вакви методологии и во другите лаборатории. Потребна е само меѓусебна комуникација помеѓу лабораториите со сите релевантни институции за методологија која го детектира или ги селектира тие суспектни изолати за новиот британски сој, кои би се детектирале со таков некој пристап. Дали сега имате селектирано и други пациенти, други примероци на кои што правите ваква проверка и колку време е потребно за да се докаже дека е нели овој сој? Прво ние отидовме со стратегија да ги селектираме тие пациенти за да откриеме дали навистина го има британскиот сој. Сега откако го има британскиот сој, биделе со еден поинаков пристап кога би секвенционирале, биделе на попроизволно, порандомизирано тестирање, бидејќи сега сакаме да знаеме процентуално
колку од тие пациенти се носители на британскиот сој, а не селектирано, не таргетирано, не целно, колку од нив се носители на британскиот сој, колку на другите соеви, и тоа во единица на време во наредните неколку месеци да следиме дали таа преваленца се менува или не, односно дали британскиот сој станува доминантен или не станува доминантен, а многу е поимливо дека за неколку месеци овој британски сој, бидејќи многу полесно се пренесува од претходните соеви, ќе стане доминантен и во Македонија, како и во многу земји до сега во Европа. Така, карактеристично ли е за овој вирус да мутира толку често, затоа што кај нас не е ова прв пат да има мутација, ова е британската, меѓутоа имало и други. Така, мислам, како и секој вирус, тоа им е работа на вирусите, постојано мутираат, бидејќи се делат за многу брзо време и со секоја делба или на неколку делби акумулираат мутации. До сега се детектирани илјадници мутации во коронавирусот и најголем дел од нив се неутрални, немаат никаков ефект, некои го ослабнуваат вирусот и тој излегува од пулот на вируси, некои ги променуваат особеностите на вирусот. А добрата работа е, за разлика, например, од инфлуенца, од грип вирусите, овој вирус еволуира многу побавно. И тоа има големо влијание, например, врз дизајн на вакцини, бидејќи знаеме дека за инфлуенца треба сезонска вакцина. За овој вирус не знаеме, но најверојатно нема да има потреба од сезонска вакцина. И сега, да, убаво е да се детектираат мутации, да се следи постојаната еволуција на вирусот, бидејќи тоа има реперкусии и во формирање на стратегии, потенцијално и во ефектот на вакцините и во самата преносливост на вирусот. Сакаме дали му се промениле да откриеме дали се промениле некои од особеностите на вирусот. Например, за овој знаеме дека многу полесно се пренесува. Од Велика Британија, според нивните податоци, се смета дека се пренесува за 70% побрзо од претходните соеви на коронавирусот, односно доколку требало да се заразат 10 луѓе, ќе се заразат 17 луѓе. Иницијално излегува податоци дека нема влијание врз смртните исходи, но сега лека полека излегуваат и некои податоци за кои сепак треба да се направат и подетални студии. Не сакаме да дигаме паника. Има некои индикатори дека е благо зголемена и смртноста за 30%, но сепак за тоа да стане факт треба многу подетални студии да излезат, кои ќе бидат рецензирани од експерти, за да се излезат со таа информација. Сега за сега мислам дека треба да бидеме предпазливи, да поимаме дека британскиот вирус циркулира тука, британскиот сој циркулира кај нас, дека поради неговите веќе откриени особености, најверојатно ќе станува се подоминантен и подоминантен, да бидеме во постојан мониторинг, а постојан мониторинг се прави со воведување на нови технологии, дали PCR, дали методи на секвенционирање. Светска здравствена, препораката од Светска здравствена, од Европскиот центар за контрола на заразни болести и Европска комисија, барем 5% од сите позитивни изолати да се секвенционираат, со цел утврдување на динамиката, односно на промената на соевите. Дали претходно имало еден сој, па сега друг сој станува подоминантен, па понатаму дали се појавил некој трет сој со нови особености, за постојано ова да се следи. И напоменав, тоа ќе биде релевантно и за самите стратегии за сузбивање на пандемијата, дали ќе треба да се преземат порестриктивни мерки, например, бидејќи многу полесно се пренесува, дали ќе има влијание врз вакцините, врз нивната ефикасност. Сега за сега сите податоци викаат дека немаат некое поголемо влијание овие нови соеви врз ефикасноста на вакцините, барем на РНК вакцините. Затоа треба да бидеме во еден постојан мониторинг и во една постојана фаза на предпазливост. Само што да не кажете, бидејќи овој пациент кај кого што изолиравте од декември, бидејќи не патувал нигде во странство, може ли да се претпостави дека всушност овој британска мутација сме имали уште крајот на ноември и декември, кога имавме многу голем број на заразени, но и смртни случаи? Бидејќи немаме никакви податоци да го подкрепиме ова, мислам не би сакал да коментирам на таа тема, ама секако вирусот се пренесува преку контакти. Морало да има некаков контакт за да се пренесе тој вирус. Дали самиот пациент знаел за тој контакт или не знаел, тоа не знаеме. Тоа останува на епидемиолозите да го утврдат, но многу е поимливо дека од некаде се заразил. Дали тоа е донесено преку патување во странство, дали при контакти со некои луѓе кои патувале во странство, или вирусот е циркулирал недела, 2-3 претходно, тоа не знаеме бидејќи немаме доволно податоци, а секако барем во фаза на пандемија и во период на пандемија,
пристапот е да се раководиме од науката и да се водиме од податоци. Со каква клиничка слика беше пациентот, затоа што во Велика Британија нели се уште нема доволно информации, дали се со полесна клиничка слика, со потешка, дали се разликуваше од другите пациенти што сте ги имале предходно? Според моите сознанија, бидејќи не сум доволно инволвиран во оделот за интензивна нега, сепак ние сме во лабораторија. Според сознанијата, пациентот бил со некоја средна слика, пациентот е оздравен, без никакви проблеми сега за сега. Мислам, тоа е еден добар знак, ама ова е еден индивидуален пациент. Ни требаат податоци за стотици или за илјадници пациенти, позитивни за новиот и за стариот и за старите соеви, за да направиме релевантна споредба на тие податоци и да излеземе со посигурни и со поверодостојни тврдења. И дали новиот сој ја намалува или ја доведува во прашање ефикасноста на вакцините кои што моментално се еве на пазарот? Сега за сега има, знаете, неколку вакцини на пазарот. Првите информации тврдат дека нема голем удел врз ефикасноста на вакцините, односно дека вакцините функционираат доволно добро и кон новите соеви на коронавирусот, но нели напоменав со постојан мониторинг и доколку се појават и нови соеви на коронавирусот, врз кои вакцините би имале намален ефект, технологијата, барем на РНК вакцините е таква, флексибилна, платформите се флексибилни. Компаниите сметаат дека во временски период од месец до месец и пол би се направила, доколку има потреба, и од нова вакцина кон некој нов сој. Доколку има секако мутации во спајк протеинот, бидејќи тие вакцини таргетираат генерално спајк протеинот од самиот коронавирус. Така да во однос на тоа ние во изминатата година стекнавме еден таков солиден арсенал на алатки, од кои нели најрелевантни се вакцините, кои ќе ни помогнат да излеземе од оваа пандемија. Треба само предпазлив мониторинг, треба да се запознаваме постојано со вирусот, да ги откриваме неговите нови особености доколку ги добива и врз основа на тоа да преземаме мерки. Дали ќе има потреба од промена на вакцини или не, ја имаме технологијата и за едната опција и за другата опција. Бидејќи за неверојатно брзо време, нели со огромни финансиски приходи од влади, со огромно регрутирање на луѓе и на испитаници во тие студии, се утврдило дека вакцините, кои се неверојатно добри, ги поминале сите тие фази на студии најригорозно, како и секоја друга вакцина, и имаат солидна ефикасност и го неутрализираат, односно ја неутрализираат појавата на сериозна болест при инфекција со коронавирусот. Ви благодарам што и вечерва бевте заедно со содржините на ТВ Ординација. Останете понатаму со нашиот канал. Од мене до гледање.